Драги ученици, на овој час ќе учиме наставната содржина власта во функција на граѓаните. Но најпрво да се запознаеме со целите на часот, а тие се: ученикот да објасни што представува власт, моќ и легитимна власт. Ученикот да ја објасни функцијата на државата во демократското општество. Ученикот да умее да ги препознава механизмите преку кои се овозможува влијание на граѓаните врз одлуките на власта. Ученикот да ги објасни формите на влијание врз власта, односно граѓанска иницијатива и референдум, и да прави разлика помеѓу нив. Државата ја создале граѓаните, а населението е еден од основните белези на секоја држава. Токму затоа, спроведувањето на јавната власт и политиката на државата треба да бидат во интерес на граѓаните. Поимот политика во поширока смисла може да се свати како процес на донесување одлуки и правила што се однесуваат на членовите на една група и се во насока на постигнување одредени цели. Додека пак, во потесна смисла на зборот, политиката се дефинира како активност насочена кон осмислување, организирање, водење и регулирање на заедничкиот живот на луѓето во одредена заедница согласно нивните потреби, интереси и вредности. Поимот политика често се поврзува со поимите моќ и власт. Моќта представува способност на еден поединец или група луѓе да се влие врз однесувањето на другите индивидуи. Додека пак, власта е право да се стори тоа. Сушност, власта е институционализирана и легитимна моќ. Тоа значи дека државата треба да ја спроведува моќта во согласност со пропишаните правила, како што се уставот, законите и другите акти, а пак правилата да се сметат оправдани и од граѓаните и од власта. Во уредувањето на односите во општеството во демократските држави, носителите на власта се водат од заеднички цели и интереси, при што една од основните е да обезбеди безбедност за државата и нејзините граѓани. Исто така, државата има функција да обезбеди почитување и заштита на правата на сите граѓани и да ја спроведува правдата. Државата има голем број други функции од различни области, како на пример економија, култура, образование, здравство и друго. Важно е дека при вршењето на функциите, носителите на власта треба да ги застапуваат интересите и потребите на граѓаните, бидејќи токму затоа биле избрани од нив на слободни, тајни и непосредни избори. Сепак, учеството на граѓаните не завршува со изборот на представниците во власта. Покрај изборите постојат голем број механизми преку кои се овозможува влијание на граѓаните врз одлуките на власта, односно контрола на власта. Пред се, на граѓаните им стојат на располагање различни форми на изразување на сопственото мислење. Тие можат да контактираат со носителите на власта преку писмо, електронска порака и слично, за да ги изразат своите ставови за одредена тема, да ги споделат своите идеи за решавање на некое прашање, да ги информираат за своите потреби или пак да постават некое барање и друго. Например, секој граѓанин има право до градоначалникот да доставува предлози и представки за работата на општината. Така, доколку младите во одредена општина сакаат да имаат спортско игралиште, може да се обратат до општината. Исто така, граѓаните може да учествуваат во дебати, јавни трибини и други настани, каде што може да дискутираат за различни теми од јавен интерес. Граѓаните може да влијаат врз власта и преку здружување со други граѓани што имаат исти цели или слични интереси за постигнување на некоја конкретна цел. Граѓаните може да се здружуваат во политички партии и во непартиски облици на здружување. Непартиски облици на здружување се, на пример, граѓански организации, здруженија на граѓани, синдикати, еколошки групи и други. На овој начин тие можат да влијаат врз власта преку спроведување на истражувања за одредени прашања, барање на информации за работата на власта и друго. Исто така, граѓаните може да протестираат, да штрајкуваат
и слично. Всушност, преку овие механизми тие може да влијаат на власта да носи одлуки што се во интерес на граѓаните. Постојат и некои други форми преку кои граѓаните може да влијаат врз власта, а тие се граѓанска иницијатива и референдум. Граѓанска иницијатива е кога граѓаните предлагаат донесување на одредени одлуки или закони што се од интерес на заедницата. Референдум е кога граѓаните се изјаснуваат по одредено прашање од особена важност за заедницата. Сите овие механизми што се предвидени во демократските држави им нудат на граѓаните можности да бидат активни креатори на демократските процеси, наместо пасивни наблюдувачи. За крај, имаме активност за вас учениците, односно истражете за демократските постапки и процедури во текот на изборите, користејќи ја веб страната на Државната изборна комисија. Потоа, опишете во вашите тетрадки како треба да се одвиваат изборите за претседател на вашата паралелка според демократските принципи. Ви благодарам на вниманието.